На производителите на марихуана за медицинска употреба им гори под нозе. Бараат итни измени во законот за опојни дроги за да се дозволи извоз на сув цвет, во спротивно и илјадници па и милиони евра ќе отидат во ветер. Сдруженијето на производители Мак Канабис протестира зашто владата го повлече предлог законот од собраниска процедура. Бараат измените да се донесат во рок од 7 дена. Ако не може целиот закон, тогаш барем да се смени еден член да се дозволи извоз на сув цвет од канабис. Во спротивно се закануваат со протест. Ново е зорт, значи гори. Сериозно е зорт. Зашто е тоа зорт? Затоа што ние не гледам причината зашто да не се дозволи да се извезува цветот. Значи, забориме затоа што за некои испитувања и некои медицински истражувања цветот е крајен производ. Предходно пишувавме дека во магазините на 30-тината лиценцирани производители има залиха на сув цвет во вредност од 60 милиони евра. Производителите велат дека стравуваат криминалци да не ги ограбат магазините. На неколку пати кажав колку има залиха, меѓутоа не би коментирал затоа што сепак знаете тоа се сериозни цифри и би сакал да бидам воздржан. Зашто? Затоа што може, знаете, има различни криминогени структури, па би можеле да ги оплячкаат магазините преку ноќ. И од тие причини не би сакал да шпекулирам, а се илјадници евра. Дуковски вели дека во овој сектор досега се инвестирани преку 150 милиони евра и се вработени над 800 луѓе. Ако не се направат измените, најголем дел од компаниите ќе затворат. Тој посочува дека представниците на владата во неколку наврати изјавувале дека ќе дозволат извоз на цвет, со што ги стимулирале производителите, а сега не дозволуваат и им прават загуба. Дуковски подсетува дека Македонија била втора држава во Европа која дозволи одгледување марихуана за медицинска употреба во 2016 година, но наместо да стане лидер во оваа област, уште 7 други држави дозволија и немаат никакви ограничувања за цветот, па Македонија заостанува.